младенска политика во изминатите 10 години не постоеше. Постоеше пазна политика и популистичка младенска политика. Свесни се дека и како млади и средношколци и студенти надвор од Македонија не се препознават ниту во Сојуз, ниту во асоциација, ниту приближно ги имавте тие бенефити кои што ги имаат младите широко по Европа. А вие ќе се препознаете. Дали тоа во студирањето, во размена во искуството, во делот на размена на студентите в средните училишта, во делот на работилница или било која друга соработка на секакво ниво. И втората работа е околу делот на она што представува наша стратегија. И моите колеги, значи се согласувам, јас сум на тоа становище дека прво државата треба да тргне спрегите од младите и Агенцијата за млади и спорт. Освен со спорт треба да се занимава и со младинската политика во државата. И од тука произлегуваат обврските не само на спортот, што не го занимаваме, но и генерално во комплетната младинска политика. Значи, стандардот, вработувањето, средношколско стандардите, условите за учење во нашите средностручни училишта, линијата на развој, вработување и така натаму. Не мора да испадне дека секој град треба да има факултет, па сите средношколци треба да жалежат факултети кога веќе убаво скромности, тука веќе надлегува во оваа фаза каде што генерално ќе се согласите, доаѓам дана, ви сте од најбогатата општина во Македонија, од причини што и во тоа време и сега иста е процентуалната разлика од 2/3 од вкупното стопанство во Македонија се најде токму во Газиот, али бројот на вработените не е ист. Тогаш беше преку 30.000, сега се отприлика околу 10 до 15.000 на вкупните организации кои што се наоѓаат на таа територија. Подоносен пред буџетот, иако 7-8 месеци сме на оваа позиција, отворено, јасно и транспарентно разговараме со сите. Кои што мајќи од општествено одговорните луѓе кои што ги водат компаниите и во бизнес секторот, општествените организации и луѓето кои што се занимаваат со навистина добра улога во својата професија. Тоа се луѓе кои што претежно ги водат спортските клубови, невладените организации, организациите со млади и сето она што представува делот на животна средина и луѓе кои што се занимаваат со луѓе кои што во нивните клубови или асоциации се превише млади. И од тука ми представуваше мене предизвик во градоначалник да ја отворам широм врата на самата општина, самиот буџет. Би рекол затоа што не знам моите колеги, јас баратам добро точно 130.000 евра или 9 милиона денара општина да се има само за текна година за спорт и рекреација и култура. Тоа се пари може би недоволно за оние луѓе кои што играат во спортските клубови, почнувајќи од основните училишта, кои што се наистина во една лепеза во комплетна школската година, во сите поединични и колективни спортови. 19 имаме талентирани спортисти кои што ги стипендираме во текот на целата година. Тоа време со цел да ги мотивираме да се радат во Савини. Имаме европски prvаци, имаме течења кои што наистина им го стипендираме и пливањето, нивната мотивација за учество во државните надпревари надвор од Република Македонија, заедно со фирмите и собствениците, кои што се наоѓаат во општина Газиево, но тоа е само една тронка во делот. Тука треба да држава да размислуваме. Главната прента, за која што ја спомнавте и за она што треба најде да остане во Македонија, по мои мислени и помислените на мојот кабинет е дека се останавме на една многу благородна работа наречена регионален центар за образување и дообразување на кадри, кој што ќе отпочне од септември оваа година, и да започнеме со апликација пред 10 дена пред европските фондови за Пивската академија, со цел, значи младите луѓе од овие 4 средни стручни училишта во текот на првата година ги вклучиме во делот на образовниот процес, каде што после образовниот процес од 3 до 4 години, истите тие го најдат своето работно место обезбедено во фирмите на територија на општина Газиево. Ќе кажеме пошироко, ќе се отвори допълнителен импулс, на тоа го направиме и со соседните општини кои што ни се во близина, Куманово, Велес, Тето и сите скопски општини, мислам дека ќе бидат тука како наш предизвик, да сите кои што ќе бидат заинтересирани, анализите ги направиме, не се станува збор за некој
бараварските струки, електронските струки, деловите од IT технологиите кои што се наоѓаат во нашите образовни циклуси. Поентата е дека во текот на втората, трета и четврта година учениците ќе имаат 2 до 3 дена настава или 2 до 3 дена со својот ментор во фирмата која што ќе треба да биде идно работно место. За почетокот почнуваме со Пивската академија ова година. Во септември почнуваме со фирмите кои што ќе бидат заинтересирани во делот на металобарварската струка и сите останати кои што ќе треба да ги образуваме. Со тоа што сметаме дека ќе го пренесеме за да помагите останата Македонија и не се оселуваат на